Добро ни дојдовте во финалето од втората сезона на Женски ритам. Полека да отворено, искрено, топло зборуваме за се што значи да се биде жена. Имавме 6 прекрасни епизоди, која од која јас би рекла побави, така ќе биде и со ова последна со која го заокружуваме овој циклус, кој е организиран од ДЕМ, кој секогаш се грижи за општата благосостојба на жените. Моето искуство, верувам и вечерва ќе биде така, одлично заради сите оние информации, сиот оној фидбек, сето она што го добиваме токму преку вакви отворени и искрени разговори, а ДЕМ несебично секогаш поддржува и организира сето она што значи и оди во прилог на, реков, благосостојбата на женското здравје, организирајќи различни активности, се разбира како овој подкаст, поддржувајќи исто така преку платформата заедно едни за други, одлични проекти, меѓу кои беа во изминативе 2 години сработени 12 на број, кои се однесуваат токму, реков, на општата благосостојба и здравјето на жените. Во оваа последна епизода имаме една навистина многу убава, топла, хумана би рекла јас тема, за која треба повеќе отворено да се зборува, иако не секој секогаш, особено не секоја жена е подготвена да зборува токму на таа тема. Отворен разговор, плодна дискусија е она што некако ќе ни биде како некој лајтмотив вечерва во оваа епизода. Ќе зборуваме, реков, на тема која е исклучително осетлива за можноста и неможноста да се биде мајка, за желбата да се биде мајка, за тишината, за оние прашања кои се поставуваат пред време за на некому кои можеби кај кого ќе предизвикаат најразлични чувства. Благодарна што имаме можност да зборуваме на оваа тема две прекрасни гостинки. Ксенија Николова, авторка, писателка на 7 веќе објавени романи, основач на Better Woman, Better World, тоа е официјалното име на токму платформата или организацијата која ја основаше. И се разбира жена која гласно говори за сето она што една жена ја прави жена, немајки задршки од тоа колку се изложува во очите на јавноста, или колку се разоткрива и се соголува, сето она што твојот начин на живот го прави можеби во очите на некого поразличен или попредизвикувачки. Добро вечер за исклучително важната вечерва исто така наша втора гостинка, доктор Татјана Гуржанова, специјалист гинеколог за репродуктивна ендокринологија и асистирана репродукција. Важно е искуството кое го имате преку вашата работа вечерва да го споделиме преку одредени одговори на одредени прашања кои веројатно ќе помогнат на дел од женската популација која ќе не следи, можеби да дојде до потребните посакувани одговори или едноставно да сватиме сите дека не е ништо срамно и страшно. Ако ни се случува во животот, се е дел од овој пат на кој сме сите и се разбира само е потребно да имаме храброст да зборуваме и да лесно доаѓаме до одговорите на прашањата. Добро ни дојдовте. Благодарим. Може ќе ми дозволите да ви се обраќам на двете на ти? Може. Да го направиме, малку по опуштен вечерашниот разговор. Реков, темата е вистина специфична. Како некој кој да речеме предизвикан во животот од можноста да се биде или не мајка. Ксенија, веројатно првото прашање е дали некогаш во животот си помислувала дека ќе се соочиш со предизвикот да станеш мајка тогаш кога ќе посакаш да станеш мајка? Па, некако низ животот никогаш не мислиме дека некои работи може да ни се случат, нели и нам. Сето дека не ни се случат баш тие работи, но морам да кажам дека ова искуство и овој процес ме научи да бидам помалку игнорантна за сето она што се случува во животот, во светот на луѓето, не само за оваа тема, има и многу разни други теми, и просто да сватам дека човек навистина не знае со што може да се соочи, со што ќе се соочи, се дека не дојде тој предизвик, па така некако извлекувам некоја нова мудрост од сето ова со кое што се соочувам и сум благодарна за сето искуство и сите нови нешта што ги научив и за себе, и за светот во кој живееме, и за предизвиците со кои сите ние се соочуваме. Но веројатно благодарноста стигнува од кога ќе минеме некои фази и можеби кога ќе можеме да се соочиме или да му погледнеме во очи на проблемот
кој е поставен или пред кој сме исправени. Да. Дали првичните твои реакции, да речам, во целиот овој процес или првичните информации кои те стигнаа дека ќе биде потежок твојот пат за можноста да станеш мајка, не ги прифаќаше со веднаш благодарност, предпоставувам, пошто природно можеби е да бидеме во моментот и лути и да ни биде криво. Да. Ги имаше ли сите тие процеси кај тебе, некои емотивни, да речем, расположенија кои ти се јавуваа од момент во момент? Јас ги поминав сите тие Фази. фази. Да, и имав и бунтовност, имав и лутина, имав и некоја незрелост во себе, мислејќи дека мојот проблем е најголемиот проблем на светот, нели секогаш имаме таква една фаза во која што мислиме дека она со која се сочуваме ние е најтешкото и можеби за нас во тој момент и така изгледа дека е. Но срекна сум што ги надминав сите тие фази, значи пловев низ сето тоа и сега сум во една фаза, можеби затоа и толку многу сакам, имам и сила и желба да зборувам за ова, во една фаза каде што чувствувам неизмерна благодарност за сето тоа што сум, за сето тоа што го имам и фокусот не ми е на тоа што нели недостасува во мојата слика, во мојот мозаик. И оттаму некоја дополнителна сила влечам, но пак ќе кажам тоа е едно патување кое што те носи. Не стасуваш туку така до таа точка. Јас се им посакувам на сите луѓе ни стои да поминуваат, да стасаат до таа точка каде што сваќаат дека можеби така требало да биде, нели? Колку она подсвесното, предпоставувам дека е подсвесно, нели, кај секој еден од нас ни доаѓа, можеби, начин на култура и воспитување во оваа средина во која живееме, поставувањето на прашањето кога ќе родиш, кога ќе станеш мајка, нели ти е доцна, нели веќе е време за Па секако дека тие коментари, особено во едно општество како нашето, каде што се уште ние се трудиме да ги рушиме стереотипите и бариерите, таквите коментари постојат. Но мислам дека она што го научив низ моето искуство е дека се почнува и завршува со нас. Јас научив многу поинаку да се поставувам во дискусии и во разговори и некако просто да ќе се изненадите колку луѓето ниту ќе си дозволат, ниту пак ќе помислат на некои работи кога вашиот став ќе биде малку поразличен. Јас се поставувам како човек кој што е навистина среќен во својот живот и така е. Јас низ моите разговори постојано ги потенцирам нештата што ги имам, за кои сум благодарна, кои не се малку и нели кои едноставно здрава сум, имам среќно семејство, го работам тоа што го сакам. И кога некако наративот почнува од таа точка, друг е разговорот и просто тие непријатни прашања се помалку и помалку, па дури и да ги нема. Така што мислам дека пак е сето тоа работа на себе. Како ние ја раскажуваме нашата приказна, така и другите одговараат на истата. Татјана, во вашата канцеларија, кога ќе дојдат, кои се најчесто поставуваните прашања или на што најмногу се жалат жените, идни мајки кои посакуваат да станат мајки? Дали им пречи тоа поставување на честото прашање кога ќе станат мајки и така натаму? Со кои се оние први, да речем, моменти кои или ги разоружуваат или пак им даваат, да речеме, можеби ветер во грб во ваквите состојби? Конкретно кај мене доаѓаат со еден проблем, затоа што веќе сум позната и во јавноста и мојата субспецијалност е третман на инфертилитет. Тоа е болна тема заради тоа што тоа не е само, да речеме, болест, туку и има и други психолошки, социјални, значи, импакти и на индивидуата или парот, но и на целата она мала заедница од која што она доаѓа, нели, и односно они. Повеќе се занимаваме со она, но најчесто жената е таа што трпи заради други проблеми. Сепак, за жал, медицината тука во овој дел е доста груба, доста јас би рекла неотесана, малце еден уличен збор, затоа што целиот третман и целиот товар паѓа на жената. Независно која е причината за инфертилитет, некогаш е причината и од непознато потекло и секогаш инсистирам кај оние парови кои што доаѓаат малку почесто кај мене, нели, односно кога ќе почнат со третмани, да ја сватат, значи и машкиот партнер да ја свати тежината што женскиот партнер ја има превземено на своји плеки и мислам дека тука некако е кармата, најмногу паѓа на жената. Тука некако е тоа што кажа и Ксенија, созревањето најмногу го гледам кај женските партнери.
не дека нема, не ќе да генерализирам, но некако има парови со кои што јас се дружам професионално 2 или 3 години повеќе, машкиот партнер како да останат на место, тапка, еден чекор малце повисок, а женскиот партнер има психолошки, спиритуално веќе вивнато во некоја друга височина. Значи веќе разговарам со друга личност. За жал, мислам, и тоа е толку веќе банално да го збориме со нашите стереотипи кои што нашата традиција на живење, која што не е секогаш лоша, нашата традиција на живење е прекрасна, но оние стереотипи и она дозволување секој на секога да му се меша во интимниот живот е страшен. Посебно и многу повеќе ми се жалат, посебно повеќе пациенти кои што доаѓаат од руралните области, од понеедуцирани, значи кругови или заедници, почесто се жалат на тоа, ама знаете под каков притисок сум јас. Цело време ме прашуваат кога ќе бидеш трудна, зошто не си трудна, и доколку таа жена ја нема поддршката на мажот, не може да се справува со таа заедница сама. Јас многу пати им давам совет, па кажете им дека не планирам никогаш да останам трудна. Едноставно да те баталат, но малце тешко е тоа да се. Зошто ја имаме таа постојана желба да влегуваме во територија, нели, во нечив живот, онаму каде што интима. Да не ни е место, нели, немаме апсолутно потреба да можеби поставуваме толку лични интимни во прашања. кревет на некој човек или на некој пар. Од каде ни Буквално толку потекнува? интимна Од каде ни потекнува тоа чувство, таа потреба да се поставуваат толку лични, нели, прашања и на луѓе кои можеби не ни се толку блиски, начесто и така е, нели, не се тие пријатели со кои секојдневно сте вие на линија и го делите вашиот живот и вашиот проблем. Јас мислам дека најголемиот притисок е од најблиското семејство. Најголемото цицање на енергија доаѓа од првиот круг. Родители. Кога планирате, како планирате, зошто нема, браќа, сестри. Значи, јас мислам дека и тука треба да се постават границите. Така е. И према родителите, да. Апсолутно. Никому не должиме објаснување за тоа каков е нашиот план околу зголемувањето на семејството. Тоа е муабетот со како ќе раскажуваш својата приказна, поставување на граници. Мислам, јас за моја среќа сум многу вешта во тоа. И затоа и можеби се помалку имам по непријатни ситуации, затоа што границите многу јасно се видливи кај мене и со моите најблиски, и со моето семејство. Просто тие знаат дека некои работи се апсолутно наша работа и дека ќе ги дискутираме тогаш кога нешто ќе има да се каже, соопшти, но во меѓувреме, нели, животот си тече. Кога прв пат се соочи со проблем, со информација дека ќе имаш проблем да станеш мајка? Па јас изминатите веќе 5 години активно сум, да кажам, во таа борба. Како и секој друг пар, неочекувано се случуваат, нели, тие работи, просто ништо претходно во твоите 20 години, ајде така да кажам, не наговестува дека ти ќе имаш, како во мојот случај, дека ќе има таков некој проблем, затоа и кажувам, таа борба е многу неизвестна, затоа што 2 и 2 не се секогаш 4 и просто може се да е во ред, а да едноставно некои работи, нели, не се случуваат. И тука веќе после одредено време обиди се, почнуваш да размислуваш дека можеби е, нели, време да се консултираш со медицинско лице, со доктор кој што ќе ти помогне, кој што ќе направите дополнителни испитувања и така. И почнува тоа премрежје, нели, од прво некои помлаки обиди, па потоа се префрлуваш на нешто друго и ето тоа е тоа. Така што е еден долг процес, захтевен процес кој што жената навистина го оди, мислам, колку и да сме и да има поддршка од партнерот, сепак телото на жената го издржува тоа само и затоа е многу битно жената во тие моменти да се запозна. Јас, например, многу повеќе се запознав себе си од кога ова ми се случува. Себе си, своите потреби, своето тело, јас и телото мое се зближивме во овој процес. И затоа од една страна, се колку и да звучи нелогично, јас го чувствувам дека и до некаде им донело некои работи, некој благослов. Затоа секоја, нели, тежина некако и те просветлува во некои други хоризонти. И жената е многу важно тоа своето тело да го слуша и да му остане лојална на своето тело, затоа што тоа е телото кое потоа-натаму треба да соработува со жената, да биде тука за неа, тоа е, нели, нашиот храм и мораме просто да бидеме лојални, да си го сакаме и чуваме.
Покрај тоа што телото трпи, нели, промена одредена и да речем физички е проблемот конкретно вака, но има и умот во моментот да речем проблем и односно и на него треба да се работи. Така е. Како си помагаш? Колку некои работи ти помогна, колку ти одмогна во тој процес, бидејќи треба да се направи, нели, една симбиоза на умот и на телото, за да целиот тој процес полесно прво и лично ти го минеш. Да. И за да можеш да направиш некаков баланс и да одиш понатаму во сите предизвици кои секој нов ден ти ги носи веројатно. Умот и телото се многу тесно поврзани. Многу е интересно како телото го манифестира тоа што умот пробува, нели, да го сокриеме сами од себе. Работата на себе за мене е секојдневие, не само низ овој процес, туку цело време. Значи човек треба да работи на себе и да се здобива со нови алатки кои што ќе ни помогнат да надминеме разни ситуации. Јас тоа многу ми помогна низ годините, да просто се продлабочувам во себе си, да работам на себе, да откривам нови нешта, нови вештини, да читам, да се доедуцирам, значи се што може мене да ме продухови, да ме продлабочи како личност, за да јас се тоа го сватам во една друга димензија. А она што сум забележала дека за мене е деконструктивно, односно ќе може би влегува и во зона на токсично, е премногу лаечко дискутирање на темата, во смисла со пријатели, некои сега ние сме блиски, нели? Но нема потреба цело време за тоа да зборуваме, особено ако не можеме цело време и да се разбереме, нели? Секако сочувството е тука, емпатијата е тука, тоа значи, но нема потреба тоа да биде нашата тема постојано или призмата низ која некој мене доживува да биде единствена таа или најчесто таа. Ето, тие работи мене па сум приметила дека ме влечат назад. Некако, да. Што им помага на жените во целиот овој процес? Кога ќе тргнат по овој пат или едноставно им е даден предизвикот да треба да го изодат овој пат? Колку медицината конкретно не? Да, па еве сега малце подолго ќе одговорам на ова прашање, да се обидам да бидам и сватена и јас како професионалец, нели, во оваа работа. Некогаш си помислував зошто ми даде баш животот да се бавам со оваа работа. Некогаш ми е многу тешко, посебно кога има негативни резултати, па некогаш го добиваш веднаш наградата и благословот дека кога ќе добиеш позитивен резултат, па има тука некоја биполарност, ти си горе и доле, исто како човек и како лекар мора да се чувствуваш и не можеш да се издвоиш од целата таа приказна. Дури претходно пред да се бавам со оваа работа бев хирург, мислам дека дури ми беше многу полесно да бидам хирург отколку да работам, затоа што оваа работа никогаш нема некој дефинитивен крај, секогаш има нешто што треба да се дотретира, да се долечи, да се направи уште нешто, посебно онаму каде што нема од прва позитивен исход. Како се создава животот, знаеме можеби помалку од 1%. Според мене, според биологијата и физиката, нема посложено акција во универзумот од создавањето на живот. Значи, кога ние би знаеле дури и 50% како се создава животот, би биле полубогови, но не сме, за жал. Може би за среќа, не сме на тоа ниво се уште. Секогаш советувам да имаат подршка емотивна нормално. И јас сум подршка професионална. Не можам да имам емотивна подршка, да дадам емотивна подршка како што треба, заради тоа што мислам дека во овие случаи треба да има вклучено и стручна подршка. Дури ние кога ги учиме, учиме новите методи на тоа која е супортивната терапија за како да се подржи ембриотрансфер, еве Ксенија добро запозната со сите тие термини, меѓу другото стои покрај хормонска, антикоагулантна, имуномодулаторна, различни терапии стои психолошка подршка како официјален дел од еден протокол за подршка при ембриотрансфер. Тоа стварно покажува дека на светско ниво е ова тешка емотивна работа. И тука ние како лекари што се бавиме во репродуктивна медицина не можеме да го пружиме тоа најдобро. Сепак најдобро е пациентите кои што гледаат дека се под притисок, а стресот на вистина игра огромна негативна улога во целиот процес. Многу пати сме се соочувале да поминуваат низ различни третмани, како пример ќе дадам, па еве сега се ослободени дека конечно ќе одиме кон инвитро, па еве ги поднесовме документите за да добиеме ваучер и оно станува трудна. Ништо не се сменило. Значи, разликата е 2 месеци. Не може тоа многу драстично да се смени на биолошко ниво. Се сменил
стресот, односно се тргнал стресот, дека еве супер, ова не успеа, ама еве ќе успее нешто друго понатака. Затоа е ослободени од вакво. Затоа е потребно колку што може блиските да не прават притисок нели со тоа кога ќе биде, како ќе биде, зошто ќе биде. А ако гледаат дека не може да го издржат тој притисок, да си побараат стручна помош со психолог секако и доколку има потреба и со психијатар, заради тоа што има и терапија која што е компатибилна со третманите за третирање на инфертилитет. На кое ниво е, извинете, на кое ниво сме овде кај нас подготвени за соочување со вакви? На многу ниско ниво. Како лекар тоа го кажува. Јас кога ќе предложам на некои пациенти, ретки се луѓето што еве на пример како Ксенија можат сами да работат на себе, ама тоа е тоа е може би 1%. Повеќето од жените не знаат или од мажи, да не ги двојам сега, значи повеќе од паровите не знаат како да се справат со сето тоа. И јас советувам, нели, кога ќе видам дека се под стрес, да сепак да посетат психолог. А каскаме ли со сите оние терапии, механизми кои ги имаме? Не, напротив, јас ќе споделам еден податок кој што кај нас постои една тенденција секогаш негативно и да се однесува према она што е наше, да се плука она што е наше. Да не бидам еве толку нели драматична, на ниво на ЕШРЕ, значи тоа е Европскиот комитет за третмани на инфертилитет. Тоа е огромна една заедница, европска заедница, значи на прво место по успешност се Шпанија, затоа што они го почнаа тој еден нов пристап кон третирање на инфертилитетот, на второ место се Грција и на трето место е Македонија. И ние треба да сме многу горди на тоа. Вака многу често и не го слушаме. Тој податок никој не го знае, никој не го слуша и никој не го промовира, за жал. Значи, на Шпанија и Грција сепак се помногу бројни земји отколку една Македонија. А ние тој податок го имаме добиено како конфирмација од ЕШРЕ. Значи, представникот на ЕШРЕ во Македонија го сподели тој податок со нас, на состанокот што го имавме во Фондот за здравствено осигурување. Значи, ние треба да бидеме горди на тоа. И напротив, не само што не каскаме... Тоа и охрабрува, на крајот од денот, ако го слушаме и го слушаме почесто во етерот, истите третмани се, буквално истата апаратура е, истата терапија е, истите совети се, ќе се, значи, поради тоа што во неколку наврати сме комуницирали, сме споделували информации, но секогаш пациентот бира каде ќе прави. Тоа исто така не сме да му се наметнува. Значи, може би некаде и во најврвен центар нема да добие резултат, но во некој друг центар, јас то викам звездите, кога ќе се наредат во една линија, ќе добие позитивен резултат. И пациентот мора сам да одбере каде ќе прави. Сега хормонски терапии, инвитро, чекање резултати, тоа е вистина еден долг процес. Што се случува за сето тоа време? Што нели кога ги очекуваме сите тие резултати, како изгледа практично целиот тој процес? Самиот инвитро процес, ќе го објасниме само тој, затоа што има многу процеси на третирање на инфертилитет, има тука инсеминација, има природна концепција, има замрзнати ембриони. Самиот конкретно процес, најпопуларниот инвитро процес е примање на терапија од прилика околу 10 дена, кој што ќе ги стимулира јајниците да излачат во тој циклус што повеќе може јајни клетки, односно колку јајни клетки има во моментот јајникот, да можат сите да бидат извлечени и искористени и оплодени после тоа. Нормално колку повеќе јајни клетки има, толку повеќе шанса да има и поголем број на здрави ембриони. Сега оплодувањето се прави нели со материјалот, тоа е фактички инвитро процесот, во лабораториски услови се вадат јајниците, се добива материјалот сопругот, сперматозоиди, директно се оплодуваат под микроскоп и тоа се остава во инкубатор до одреден период, 3 или 5 ден од развој, кога или ќе се вратат тие ембриони назад, или ќе се замрзнат. Генетски може да се испитуваат тие ембриони или можеби нема ништо од тоа да се разви и ќе се прекине процесот. За цело време процесот од прилика трае некаде 20 дена, ако биде од почеток до самиот крај, доколку не дојде до прекини. Пациентката е изложена и збомбардирана од хормони не надворешни, туку со тоа што се стимулира самиот јајник, јајникот лачи многу големи количини на естроген, кој што естроген во одредени ситуации, односно не би требало да биде долго време и често пати во толку високи концентрации. Значи, сепак овој процес е инвазивен за женското тело и секако овој процес не се препорачува да се прави
повеќе да кажеме од не можам да го ограничам број заради тоа што има доста пациенти што прават и многу пати, ама јас ќе кажам повеќе од 5 пати не советувам на некој пациент да зема фул терапија за стимулирање на јајникот. Може да бидат повеќе со некои поприродни циклуси или некои други начини да се обидува жената да го поминува тоа, заради тоа што и самото инвитро, со самото тоа форсирање на телото да оди до максимум, заради тоа што природно јајникот една или две јајни клетки исфрла во еден природен циклус, а сега се форсира јајникот да исфрли 10-15, па дури некогаш и по 30 јајни клетки. Тоа е како да една кола ја форсирате нели до максимум, не може да нема негативен ефект и на долги стаси. Тие пациенти секогаш ги советувам да прават и редовни скрининзи, најчесто за скрининзи за хормон зависни тумори, бидејќи кај пациенти кои што прават повеќе од 7 инвитра или кои што често пати се долготрајни хормонски терапии помеѓу едно и друго инвитро, имаат зголемен ризик за хормон зависни карциноми. И затоа е потребно да се прави тој скрининг или тие прегледи можеби малку почесто од нормалната популација, за да и доколку се појави такво нешто биде навремено детектирано и навремено реагирано да се реши таа вакво. Значи самата хормонска терапија, односно стимулирањето на јајниците, пункцијата на јајниците, хормонската терапија, па дури и бременоста е високо хормонска состојба кај жената, која што исто така има многу голем ризик за жената и за хормон зависни тумори, карциноми, и за тромбози, и за многу други патолошки состојби кај жената. Сето тоа треба само да ја прави жената да почесто ги прави потоа прегледите онаму каде што е ризично нешто да се појави. Инвазивно е, грубо е, за 200 години од сега ќе се смеат, нели, што сме правеле, но сепак ова се почетоци кои што водат кон нешто на, да речеме, многу пософистициран начин. Значи, ова е нешто што се случува на ниво на клетка и треба да остане на ниво на клетка, нели? Но ние денеска медицината нема клеточна терапија. Клеточната терапија треба да остане во телото. Значи, клетката треба да остане во телото и таму да се третира. Генска клеточна терапија се уште е како теорија, како замисла, како едно совршенство во медицината. Ке стигнеме до таму, но се уште не сме таму. Сега, овие, да речеме, процеси медицински не ти се непознаница во овој цел твој пат, но што е со емоциите? Ова медицински, нели, да објасниме што се случува со нашето тело до некаде и кои се чекорите во лечењето на, нели, неплодноста, но што е со емоцијата кога ќе се започне со овој пат? Па да, емоциите како што се очекува се разновидни, просто еден ролер костер од расположение кое што се менува и секој пат е едно поинакво искуство кое што зависи од работи кои што нели не можеме да ги предвидиме. Мислам не би можело сега да кажам еден генерален совет, затоа што е тоа толку индивидуално. Секоја жена тоа го поминува сосема индивидуално. Како ти го помина? Јас го поминував, морам да кажам, прилично во споредба со тоа како знам дека други го поминувале, имам јас пријателки, нели разговараме, значи го поминувам прилично лесно и среќна сум поради тоа, затоа што мислам дека и тоа е некој благослов, така просто да останеш позитивен во целиот процес. Меѓутоа, докторката кажа една многу важна поента, тоа е дека не смее да се форсира телото до својот, нели, изнемоштеност, апсолутно. Јас пак тука стасуваме до точката дека можеш да се препознаеш кога и да го слушаме сопственото тело, има многу што да ни каже. Кога треба одмор, кога треба пауза, до каде можеш, до каде не можеш, што е многу, што е за тебе, што е твоето доволно, нели? И тоа треба да се препознае жената тука, да си биде баш да се препознае, да си се чува самата. Си чувствувала моменти кога како да му замеруваш на сопственото тело што те издава во овие процеси, па да дојдеш до момент кога ќе сватиш дека треба и да му кажеш ти благодарам бидејќи и те исто што. Да, па не, искрено не, затоа што за толку многу нешта сум му веќе благодарна. Толку многу нешта заедно сме издржале и сме баш на иста бранова должина, а ова е така затоа што така треба да биде. Така. Ксенија, како пар треба заеднички да се изборите, нели, во ваков животен предизвик. Често знаат, нели, во борбата паровите да вперат прст еден во друг.
Каква е вашата приказна со партнерот, нели, од кога ќе се доби информацијата дека нема да оди се така подмачкано и лесно, треба да има една веројатно позитивна вибрација во целото тоа, за да може да се истрае и да се види таа светлина на крајот од тунелот во кој ќе се најдеме во одреден период во вакво животно искуство. Да. Како и сите други предизвици низ животот, така и ова е еден одличен тест, ајде така да кажам, за цврстината на една релација. И иако жената низ овој процес генерално минува сама, бидејќи просто така е предодредено, емотивно минувате заедно доколку сте пар. Сега зборуваме за пар. И многу работи осознавате еден за друг како партнери и баш некои работи на кои што треба допрва да се работи излегуваат на виделина. Така што во мојот случај јас сум срекна што разговорот и другарството помеѓу нас се уште е тука и трае. Иако никогаш не била темата кој, зашто, како или кој колку, сепак е многу јасно посочено дека сме и двајцата свесни колкав товар јас морам да издржам на своји раменици, а од друга страна што може тој да направи за мене да ми биде полесно. Некогаш заборавам дека и двајцата страдаме, да бидам искрена, некогаш имам чувство дека само јас страдам, но потоа ќе се потсетам на тоа колку некои нешта може би тој и не ги споделува со мене, затоа што јас сакајќи да те заштити. Така е. Така што болката е заедничка, товарот е заеднички и ако сте пар, тогаш мора да има тоа смисла и заедно да го одите патот полесно. Значи, тоа е суштината, нели, на едно партнерство, да ви биде заедно полесно, да некако си го олеснувате патот еден на друг, инаку станува се многу посложен. Па нели велат, вие сте пар и за секогаш треба да бидете во животот пар. Така е. Или ако се меѓу партнерите во најдобар, да речеме, ред, емотивен, се што доаѓа, нели, по тој заеднички пат, градењето на таа заедничка иднина, се предизвици во кои што треба да, односно со кои треба заеднички така да се соочите. Да. И едноставно тоа веројатно треба да биде сватено како таква приказна, така дека тоа е наша приказна и наш предизвик и го одиме патот. Како велат некогаш, еве јас веќе како изреализирана мајка, сваќам дека искуствено, како децата нели минуваат низ различни фази, растат, ние на почетокот сме фокусирани на нив, тие се нашиот центар и секогаш до некаде ќе бидат, но да не заборавиме на партнерот кој треба да е наш сојузник во нашиот живот, затоа што ќе дојде многу брзо времето кога тие ќе си го фатат својот пат и ќе си ги градат своите животи и својата иднина. Тие се создадени од многу љубов и нели со многу сакање, љубов и внимание, но се индивидуи кои понатаму нели самостојно ќе летаат понатаму во животот, а вие останувате со вашиот партнер. Дај Боже за секогаш, нели, како велиме, до крајот на животот, доколку е се во најдобар ред. Така да не се заборава, веројатно треба и на тој момент, дека тоа е и партнерство. Да, сега ќе се надоврзам, јас секогаш зборувам со мојот партнер, само ќе му велам, те молам, немој само да го живееме животот како да сме во чекална. Како да чекаме да дојде тоа што, нели, за кое мечтаеме. Ако тоа се случи, значи дека сме утнале формулата на животот. И ние мораме да живееме за сите оние нешта кои денес тука заеднички. Да, и тогаш ќе дојде сето ова по мене многу полесно, затоа што и докторката баш спомна, кога телото се опушта, кога умот се опушта, кога стресот некако исчезнува до некаде. Тогаш некако се поклопуваат коцките и се случува и тоа чудо, и тука и Бог помага и така што треба да се живее животот и без разлика кога нешто ќе дојде и дали воопшто ќе дојде. Ние навистина не знаеме, не смееме да живееме во исчекување и како да цупкаме или во место. Веројатно тоа тешко се учи, а тоа е веројатно многу важен момент, да сме растеретени, сме растеретени од очекувања, од погледите од страна, од прашањата од страна и така натаму. Медицински што значи кога телото вели не во вакви ситуации? Бидејќи нели обично не можеме да си објасниме зошто или веројатно и доаѓаат да прашаат пациентки зошто мене, зошто јас?
се еворед со мене, живеев здрав начин на живот. Да, значи, иако медицината се труди да го тргне умот од телото, јас би рекла дека посебно во оваа работа мора да се гледа холистички. Значи, јас исто така ќе се надоврзам на тоа дека кога ние спиритуално прифаќаме еден предизвик, една задача, кога веќе научуваме таа лекција, некогаш работата доаѓа како награда. Може би во еден живот треба да научиш лекцијата дека не доваѓаат работите тогаш кога најмногу вложуваш, се правиш од себе, а потоа кога ќе го завршиш, односно кога ќе направиш едно сумарно дека па и нема потреба јас све да правам и све да давам од себе за да нешто ми се деси, туку ќе бидам сега среќна со тоа што го имам, си доаѓа работата како награда. Пак ќе кажем, пак се сведува на тоа дека не секогаш ние знаеме што се случува до најситен можен ген или до најситна можна органела во самата клетка во одреден момент кој што ние се трудиме затоа што за да сето тоа се направи, за сето да се случи медицински и материјално, треба да бидат интраклеточно како што треба да бидат работите, на ниво на гени да бидат како што треба работите и на ниво на хромозом да бидат како што треба работите. Во оние, да кажеме 30 или 40% од паровите кои што се соочуваат со овој проблем, а не се знае проблемот, не можеме да откриеме, нели, заради тоа што се случува на некој многу ситно ниво. Дури и некогаш кога, пак ќе кажам, јас секогаш го земам и тој аспект, спиритуалниот аспект во целата оваа работа, кога сето тоа ќе биде заокружено и завршено во главата, дека доаѓа како награда работата, но некогаш некои работи се случуваат на генетско ниво, на многу мало ниво кој што не ни дозволува ние големите да ја доживееме среќата. Но секогаш на сите мои пациенти го кажувам тоа и добро, со Ксенија не сме имале толку многу однос лекар-пациент. На сите пациенти кои што дошле им кажувам дека вака или онака ќе станат родители. Значи не постои. Кога некој застанал на тој пат и наумил дека ќе биде секогаш има. Мајка, татко или што и да е, секогаш ќе се најде решение. Па не е ни секогаш, јас апсолутно длабоко искрено верувам во тоа дека само жената која ќе роди е вистинска мајка и е мајка. Апсолутно не. Точно дека да, Точно не, нашето апсолутно тело, никаква врска жените, немат. дека портата на животот минува низ нас, но кога ќе дарите некому живот со можностите кои ќе му ги дарите и љубовта која ќе му ја дарите, верувам дека е далеку многу поважна. Така е. И многу поблагословени се, да речам, тие состојби, таа љубов неизбрана која се дава за некому да му овозможите убав живот полн со љубов, отколку нели ако во моментот вашето тело само не е подготвено, тоа да го испорача на начин на кој што нели природата не учи. Книги воспитала кој знае колку генерации на деца. Например, и она е мајка на тие деца, така и на тие луѓе, што се воспитувале преку незините книги. Значи, не можеш да биде само мајка физички. Јас тука нема да кажам по име и презиме, моја прекрасна и драга професорка, која што научивме акушерство, моите колеги ќе ја препознаат од неизе, се бореше со инфертилитет и никогаш немаше своји сопствени деца. Но заради незината желба и незината амбициозност и незината мисија, она го направи акушерството Македонија да биде модерно и акушерството да биде безбедно. Значи, она е мајка на десетици и илјадници деца. Замислете таа љубов и тоа кое се... Значи, некогаш човекот е премногу мала таа мисија да биде мајка на едно дете, кога има можност да биде мајка на 10.000 или 20.000 деца. Често слушаме биолошкиот част од чокоа. И тоа прави одредени притисок кај нас жените, нели, кога ќе почне да се споменува таа граница. Да. Барем сум била искуствено подпрашувана, нели ми било подспомнувано дека 30-та веќе ја заврши, 31-та година е на фрагот, 32-та, па после побрза во 3 години да изродам деца. Но во секој случај, под притисок. Тој притисок постои, кога ќе ни се поставува тоа прашање. Има ли тоа, што тоа значи практично? Има начин медицински тоа да се решава, каде што ние за жал немаме доволна едукација. Не може едукација да прави еден или двајца, треба едукација да се прави на државно, на национално некој ниво. А тоа е дека кога една жена ќе се приближува кон својата 30-та година и не мора и не се чувствува подготвена да биде тогаш мајка, е да си замрзне јајни клетки. Едноставно решение,
Тоа може би треба да го кажуваат тематичните гинеколози, или пошто они најчесто се во контакт со жените, со младите жени, кога доаѓаат на контрола, да може би треба да направи некој разговор кога планираш, како планираш, дали сега, дали понатака, и не е ништо страшно, може да каже некој не планирам. Така да, например, мене керка ми така ми вика, јас не планирам да имам деца и апсолутно мене ми е битно само она да е среќна. Ама јас како гинеколог и советувам, окей, кога ќе дојдеш до одредена возраст, ти препорачувам да си замрзнеш јајни клетки за да не дојдеш например во некоја возраст над 40 година и да го смениш својот став, барем си имаш направено како еден депозит во банка. Да. Си имаш вложено и немаш, тогаш не си под притисок, дека биолошкиот часовник чука. И не правиш некои одлуки, влегуваш во партнерство кои што не сакаш да бидеш дел од тоа партнерство, нели? Знаеме се, бракови се прават заради тоа што треба да се роди дете, заради тоа што нели треба да се задоволи општеството, а не сакаш да бидеш. Не мора, веројатно, доколку ништо не треба и не мора, и медицината го поддржува тоа дека ништо не треба и не мора. Тоа сакам да кажам. Што мораше и што требаше да смениш ке себе? Споменавме неколку пати за таа работа, нели, на себе, за да си бидеш во баланс самата со себе. Затоа вистина кои се твоите очекувања, потреби, желби, а не, нели, да одговараш на постојаните можеби очекувања на околината и на прашањата кои секојдневно ти се поставуваат. Бидејќи и изгледаш и звучиш и исполнето и среќно и несебично споделуваш нешто што е вистина длабока интима и не секој се одважува истата да ја сподели со јавноста токму заради може би осудите, може би различните погледи, може би заради сперувањето прсти. Да. Мене ова искуство, така ова патешествие, дефинитивно ме ослободи од многу нешта за кои претходно ми сум мислела дека и сум ги земала здраво за готово, но истовремено и ме научи да се препознавам себе си. Знаете, ние животот го живееме многу брзо и многу често не ги препознаваме знаците кои што и телото и умот ни ги испраќаат. Ги земаме здраво за готово. Не знаеме да ги разбереме. И сега кога минуваш низ вакво нешто и знаеш дека секој детал, секоја коцка е важна, учиш како да се наблюдуваш себе си. Баш е тоа зборот, да се наблюдуваш себе си. И жената е навистина едно волшебно суштество, јас секогаш тоа го кажувам. И јасно на нас се чувствува, во нас се чувствува и се гледа се тоа низ кое ние минуваме, а го премолчуваме, се лажеме самите себе и така. Сега јас тој момент го искоренив кај себе и научив да си ги препознавам своите потреби и да си ги задоволувам. Значи да живеам балансирано, да знам што за мене функционира, што за мене не функционира. Ова не е само аспект на дали внесуваш здрава храна или живееш здраво, туку и начинот на кој што размислуваш, луѓето со кои се поврзуваш, како го трошиш своето слободно време, како духовно се храниш, дали си даваш доволно внимание од аспект на ги правиш работите што ги сакаш и така натака. Значи некако те не учи се тоа да станеш подобар пријател сам со себе. Тоа е таа една светла точка од секое вакво едно искуство. И јас сега се чувствувам дека она што сега го знам, немало шанси да го дознам поинаку. Немало шанси да стасам јас до оваа некоја точка духовно или како да кажам, просто како да се вивнам во некои нови хоризонти, доколку ова се не ми се случило. Така што многу се учи низ целиот процес и најважно се запознаваш себе си, затоа што тоа е најважната работа. Секој да се запознае длабоко себе си, да биде подобар со себе и подобар и за другите, нели? Тоа е една вистина сериозна животна филозофија и е благодет да ја научиме. Животот некој не стигнува да ја научи ни до крајот на својот живот, така да веројатно вистина е благодет да можеш да се запознаеш себе си или преку одредени животни искуства дојдеш до сознанија за себе кои ќе ти бидат од сериозно позитивно значење за тоа каков квалитет на живот ќе имаме понатаму. Колку пишувањето ти е еден начин на одишка, колку пишувањето книги, во пишувањето книги еве дел од твојата душа, велат обично сите кои се автори пишуваат, оставаат дел од својата душа и сето она што го чувствуваат на тие листови хартија. Да.
сите тие емотивни твои искуства кои ги минуваш, се фаќаш ли дека имаш потреба да ги пренесеш? Да, апсолутно, и тука подсвеста многу повеќе работи. Например, јас никогаш не седнувам да пишувам сега ќе си ја раскажам приказната од Адаша, туку повеќе се подпирам на креативноста и на фантазијата, но и таа од некаде доаѓа, нели? И тука кога пишувајќи сваќам всушност што чувствувам зад себе си, нели, она што ни јас не можам да го препознавам одеднаш, па и тоа ми е една наративна терапија која ме исцелува уште повеќе. И јас, например, и во женската организација што ја имам, често имаме такви вежби со пишување, значи затоа што сметам дека човек низ пишувањето не мора да си многу ни креативен, ни многу да мислиш дека можеш да пишуваш, значи само треба да седнеш некогаш и да пуштиш се да излезе од тебе на хартија. Навистина е многу исцелувачки тој процес. И сега живееме сепак во општество, веројатно и речи си во сите горе до повеќе помалку средини, каде што жената нели се поимува секогаш низ призма гледано од остварена како мајка или неостварена. Што кога тоа не се случува? Која е незината борба, како си ги наоѓаат жените, улогите во општеството во кое се, да не е само тоа низ призма на остварена и реализирана како мајка? Можам да го кажам од личен аспект, во мојот живот досега се бил само нестереотипен, нема да не навлегувам во детали, веќе ми е воопшто не е ни прашање тоа за мене. Значи, апсолутно треба да си ја живееш својата приказна и треба да го правиш она во кое што веруваш дека те прави среќен. Значи, никако не сме сабале да се разбудиш да бидеш мизерен и да легнеш навечер во солси. Така да никогаш да не бидеш тој што ќе го задоволува другиот, заради тоа што треба да задоволиш некои други стереотипи. Не би навлегувала во својот личен живот, но оние што ме знаат дека со мојот нестереотипен живот веќе го имам докажано тоа дека не мора да бидеш мајка, не мора да бидеш жена, не мора да бидеш успешна, не мора да бидеш богата, не мора да бидеш паметна, убава, слаба или дебела за да бидеш среќна. Треба да бидеш скрос јас, што би рекле. Скрос јас. Треба да имаш свој граници до каде може, до каде не може, треба многу добро да се познаваш себе си и треба да знаеш дека во ни една минута разочарување не заслужува никој да ја добие од тебе. Значи, треба да си свој максимално јас. Нема тука место за стереотипи. Апсолутно. Верувам дека сите овие пораки кои ги испраќаме и преку оваа епизода во Женски ритам ќе допрат до широката публика и ќе поттикнеме и на размислување на некоја позитивна вибрација која треба да ја имаме секогаш кај нас, без оглед во моментот колку нешто ни изгледа и тешко и дека е сериозен предизвик. Еве, например, мене ми било на моменти, не знам дали од другата страна гледано е тоа така, но моје чувство некогаш ми било непријатно и тоа е еден тип на стереотип. Кога ќе ме прашате, браво, роди 3 деца или ќе ме споредат со пријателка, сме имале ситуации во блиска околина, нели? Гледаш како роди за пократко време, 3 деца, уште чекаш, не ти е дојдено време, види. Со тоа стереотипи кои на моменти јас сум чувствувала вина. Зошто нели тоа така сум го направила, која бил мој личен животен избор и сум сакала од непријатност кон особата на која се упатувани, да речам, на која сум упатувана како пример. Зошто не знаеме до каде ни е границата на тоа споредување, давање такви примери кои на моменти можат да бидат за некого вистина болни. Компарирање и многу почесто се случува кај жената. Со најдобри намери компарирање на една жена со друга жена. Да, не реков дека злонамерно. Никогаш не се осочува, ете види, гледај каков добар маж е тој, а ти си ваков пред некоја трета особа, трета личност. Тоа не се случува. Тука е оној стереотипен нас секогаш да биде насочено све кон жената. Значи целата тежина да ја носи жената. Апсолутно, мислам, уште како на почетокот на емисијата, тоа е вулгарно, тоа е невоспитано, тоа е, мислам, како да кажам, тоа не смее да си го дозволи. Апсолутно. Еден човек такво нешто да каже, да спореди.
Тоа чувство ти е надминато. За споредување или за, да речем... Не, апсолутно. Мислам, ако ние почнеме да се споредуваме едни со други, тоа е бескраен процес. Секој има нешто што некој друг нема. И нели тоа е ние сме сите индивидуи. Просто мораме да сватиме дека шаблонски не се живее, дека нашата патека е индивидуална и нашиот пат е разновиден и така и треба да биде. И споредувањето не само што не уназадува, туку може и да фрли многу една лоша деконструктивна токсична енергија на нашето размислување, на мајндсетот, на она како гледаме на светот. И мислам дека колку човек повеќе се занимава со себе си, толку помалку и волја и време, но пред се волја има да се споредува со кого било. Мислам дека пак е вртењето кон себе си, во себе, нели, во себе, работа на себе, фокусот на себе. Што можам јас за себе, со себе да направам, а како другите живеат, тоа е, нели, не е во моја контрола. Чето знаеш да споделиш умни мисли, мудрости, совети на социјалните мрежи, се со цел да потикнеш што? Се со цел јас да се како да кажам ослободам. Јас тоа го правам пред се за себе, тоа е вистината, значи јас го правам тоа природно, она што го помислувам, сакам да го споделам. И пред некој ден размислував баш за ова и всушност сватив дека јас низ годините само сум се преместувала на нови дигитални алатки, сум го правила истото што некогаш сум го правила во својата тетрадка кога немало интернет. Значи, всушност истото е постојано, само е на нели различни нивои, како растам и се созревам, се менува и тоа, но цело време таа насоката, само што се користат сите нови трендови, нови дигитални можности, да тоа се допрете сега и до публика. Што ве прави среќни? Работата. Работата на себе, работата со другите? Среќна сум поради сама себе, поради животот што ми е даден, колку и некогаш да бил страшен. А бил. Од кога ќе го поминеш патот, од кога ќе го изедеш, од кога ќе го видиш, од ридот кога ќе го видиш полето, сваќаш дека било прекрасно. Се што си поминал, ме прави среќна керка ми, нормално, иако не треба да се врзуваме за своите деца, пак ќе кажам, не треба они да се чувствуваат под притисок дека нашата среќа зависи од нив. И тоа е многу страшно. Тоа е терет сериозен. И тој терет сериозен и сме го сетиле тоа од нашите родители. Заради воспитувањето, веројатно. Заради воспитувањето, да, и моите родители, мојата мајка исто така наметнувала тоа дека незината среќа зависи од нас. Тоа прави притисок. Значи не сакам да биде, јас се чувствувам среќна што ја имам, што е дел од мојот живот, што учам работи преку нејзе, една мала мудрица е. Но пак ќе кажам, работата ме прави среќна, но на прво место, пошто нели ќе ја снема и работата, детето ќе си отиде, ќе отидеме во пензија, дај Боже, нели, да доживееме сето тоа. На крајот се прави среќен животот што ти е даден да го живееш таков како што ти е даден да го живееш. Тоа ме прави среќен. Да, тоа е една сериозна, мудрост до која се доаѓа веројатно искуствено. Затоа што се друго си оди. И работата ќе си отиде. Се е минливо, како велат? Италијаните велат на италијански, да се изразам, туто паса, се минува. Тоа кога ќе бидеме свесни дека, односно, ќе ни стане јасно дека се минува, дека остануваат моментите и искуствата кои нели ги прибираме од текот на животот. Не смеа да не бидат патерици. Фокус. Изгледот или паметот или работата или нели богатството или децата, дури убавите работи не смеа да ни бидат патерици. Мора да си го поминеме животот без тоа, значи да сме среќни такви какви што сме. Еве и да ги нема сите тие работи, да сме среќни со животот што ни е даден. Ксенија? Се согласувам сосема, значи да бидам своја на своето, тоа ме прави среќна, да имам да сум свесна за тоа која сум, што сакам, што не сакам и да ја живеам својата приказна со сите нели искуства, со се што доаѓа, ме прави среќна. Значи да ја најдеш таа удобност во своја кожа и да ја прифатиш таа твоја кожа и после да почнеш да ја модифицираш со своите алатки со кои што ги стекнуваш низ животот, ето тоа ме прави среќна. Тоа што сум јас и тоа го носам секаде, кај да додам, а се друго бонус, плюс и поминува, си заминува.
а ние остануваме самите со себе и тука мора да ја најдеме таа среќа. Дали после разочарувањата кога велат ќе ги минеме и ќе ги прифатиме, доаѓа сериозно олеснување? Сте го почувствувале тоа? Да, не само што сум го почувствувала, туку мислам дека и некако сум го баш како да можеш да го фатиш со двете раце на моменти кога се случува. Кога ќе се случи разочарување, јас секогаш знам дека после тоа следува нешто подобро, нешто ново. Значи тоа е така. И кога ќе размислиш, тоа е и логично да биде така. Значи нешто се чисти, се прави место за нешто ново. Нешто се чисти, се прави место. Значи животот не е линеарен, просто постојано нешто мора да се менува и тоа кога ќе го прифатиме тоа дека рамната линија е невозможна, дека мора да се менува животот и да оставаме простор за будите кои што чекаат да дојдат, но мораме да им направиме нели простор за тоа. Некако се има повеќе смисла. Му се радувате ли на животот како деца кога велат нели се радуваат со таа чиста една душа која ја носат во себе, која сите ние имаме кога сме нели на некоја порана возраст и кога не оптеретува ништо, што потоа нели во животот време, да. Да, кога сме биле таймлес. Да, се трудиме да го вратиме тој, некогаш ти се враќа на моменти тоа чувство, се осеќаш некогаш како кога си бил дете. Мислам дека не би било добро да сме таму, ама не сме. Значи, тогаш и кога си најмногу среќен, знае некогаш нели некој проблем да продре или да вика во далечина, така да не е таа таква, а би било прекрасно да се чувствуваме така среќни, нели? Во врска со претходното, да се надоврзам со Ксенија, кога се случуваат лошите работи, во моментот не можеш да го опишеш тоа, што го поминуваш, нели? Не можеш тоа да го опишеш, тогаш е тоа само страшно. Еден збор, постои тоа е. Кога ќе помине тоа, и во моментот се, нели, зашто сум казнета, што направив за да бидам вака казнета, кога ќе помине тоа, кога сваќаш дека си морал да поминеш низ тој оган за да бидеш ова што си сега, си благодарен. Не само што ти олеснува, туку си благодарен. И повторно, значи, си имаме сите ние некоја интимна врска со Господ, нели? И секогаш во себе му се заблагодарувам на Господ што ми дал да го поминам тоа лошо во 20, второ лошо во 30, трето лошо во 40, сега еве да чекаме некој друго лошо во 50. Значи, благодарност чувствуваш дека си го поминал тоа, заради тоа што нема да си осетил оваа среќа сега што ја чувствуваш ако не било тоа. Не може да знаеш дека е нешто добро ако не го спознаеш лошото. Така велат секогаш и радоста на секој еден нов ден кој го добиваме како нели подарок, треба да ни биде водилка дека сме тука и дека може да уживаме вистински во секој еден нов предизвик. И сега имавме ние во сите овие епизоди, не гледам зашто да не биде поразлично и во оваа, моментот кога ги прашувам нашите гости кога би се свртеле назад и кога треба да се обратат на малата Ксенија, на малата Татјана. Што би кажале од оваа перспектива или по овие минати нели години животни искуства за нас? Само храбро. Само храбро би рекла, сеќавајќи се каква бев. Каква беше Ксенија? Па имав доста голем период од својот живот кога бев многу повлечена. Вистина? Да, многу повлечена и многу пред се исплашена е зборот. Затоа само храбро би рекла, затоа што ето можеби ми недостасувало тоа и тогаш да го чујам. Зошто било тоа така? Па, сплет на околности, сомнеш во себе си кои сите од време на време не јаде, но кај мене малку се наталожи повеќе и имав период кога баш не можев да ја најдам таа подкрепа во себе, да речем. И ете сега гледајќи се и можам и да се замислам, мислам дека тоа би си го рекла, затоа што се друго реално ќе си искусиш од поново и ќе биде така како што треба, но мислам дека да храбро чекориш ни животот и да веруваш, нели, во својот избор, во својот пат, многу е важно. Што ти помогне и кој во тој процес на да застанеш, да речеме, на нозе, да се охрабриш да бидеш посилна? Па, пак ќе кажам дека самата јас и сите товари кои што сами си ги ставаме, и се подароци, нели? Ми се подароци, така. Кои што на крајот од денот се подароци. Ќе дојдеме на крај.
скроз јас и секогаш јас со јас, јас за себе. Да, од таму почнува се. Татјана? Завршува, да. Да. Што би си рекла? Да, сум била многу несигурна во себе. Мислам дека тоа е карактеристика на секој млад човек или на секој дете или тинејџер. Сега на детството многу и не се сеќам, знам дека, се сеќам. Имав прекрасно детство, среќно детство, прекрасни родители. Тинејџерството носи некои несигурности и неверување во сам себе. Би си рекла дека не се секирај, дошло ке се трпи. Све што дошло ке се истрпи и ке си отиде. И не се секирај, имаш огромна сила во себе, све ке поминеш, све ке надминеш и на крај ке бидеш победник. Тоа би си рекла. Задоволни како сега ви изгледа животот, кога ќе се свртите зад вас? Да, апсолутно да. Среќни и исполнети. Апсолутно. Што е вистина од особено значење. Така. Верувам, драги мои, дека бевме и во оваа епизода и отворени и искрени, почувствувавте работи кои може би сте ги минувале ни животот, па некако се најдовте нели во делот емисијата или во делот дискусиите. Вашите размислувања, се разбира, сето она што вам ви лежи на душа може да го споделите во рамките на овој подкаст Женски ритам. Жените движат, жените се вистина енергија која движи. Верувам дека цела оваа енергија во овој втор циклус, во оваа втора сезона на Женски ритам, успеавте да ја почувствувате и од таа страна и верувам дека ќе имаме повторно можност, благодарение на дем кои вистина препознаваат што е важно во време во кое живееме, ја препознаваат важноста на жената во општеството во кое живееме и се разбира важноста на оние теми кои ни се секојдневија, за кои малку се зборува, како нашето ментално, социјално, физичко и менструално здравје. Затоа благодарна токму за нивната отвореност и поддршка и се разбира отвореноста за да се организираат токму вакви и подкасти и емисии каде ќе може отворено да се зборува и да доаѓаме до одговори кои ни се повеќе од потребни, би рекла. Би се заблагодарила за тоа што не следевте во овие 6 епизоди. Верувам дека со нетрпение ќе го очекуваме и третиот циклус или третата сезона. Дотогаш не заборавајте дека неколку пати еве повторувавме, важни сме си самите на себе. Се почнува и завршува во нас и со нас. Како ќе рефлектираме на околината, колку ќе бидеме среќни, што се ќе ја измами нашата насмевка, зависи само и исклучиво од нас. Не заборавајте и не е ништо страшно, ниту срамно, да можеби кога сме исправени пред одредени предизвици, побараме и помош, да ни се подаде рака, но и да сватиме дека не сме сами во ниту една приказна. Ви благодарам за вниманието и се гледаме во некоја следна прилика.